Социјалдемократскиот сојуз, јас и дел од раководството сме овде во Битола, заедно со председателите на 18 комисии, членовите на извршниот одбор и надворешни експерти, работиме на составување на платформата и нејзино усовршување во моменти кога е отворена дебатата што е тоа што опозицијата, која што ги вадеше бомбите во целиот овој период, ќе го понуди како алтернативно решение за подобар живот за сите граѓани за периодот кој што е исправен пред нас. Секако ги следите процесите, паралелно одат преговорите, кои што сами по себе со нивниот успех треба да донесат многу квалитетни корективи во нашето општество во делот на подобрување на правосудството, во делот на подобрување на сеопштиот квалитет на живот кој што допира до сите граѓани. Искористивме приликата додека работат комисиите и ова мое слободно време денеска предпладне да се видиме со начини граѓани од нашето општество, тоа се инвалидизираните лица, лицата со посебни потреби, за да разговараме за многу практични секојдневни детали, проблематики од нивниот живот, кои што треба да бидат вградени во социјалните аспекти на нашата програма, но разговаравме и со ЕСНАФ. Сега пред малку заврши работниот состанок со ЕСНАФ, состаноците се отворени и траат толку колку што треба да траат. Ги отвараме сите детали од прашањата, без разлика дали е здравство, дали е бизнес, дали се работните места, без разлика дали е адвокатурата или било кој сегмент од секојдневното живење. Ние сме убедени од СДСМ дека не знаеме само. Ние можеби знаеме одредени фрагменти и сегменти да ги поставиме темелите, платформата ја нудиме на сите, но сакаме да биде надополната, да биде доградена и да биде максимум од она што представува израз на решенија од секојдневните проблематики кои што се секојдневна преокупација на граѓаните. Резултатот е конечен концепт кој што ќе води грижа за граѓаните, кој што ќе врати парите назад кон граѓаните, каде што квалитетот и пред се центарот на светот ќе биде граѓанинот, семејството, од каде што можеме да негуваме надеж дека ќе создадеме квалитетно општество во кое што ќе ги задржиме младите овде, а пред се и над се да се обидеме да ги вратиме, заради тоа што миграцијата е голема. Битола е еден од градовите кој што секако пати од оваа болест, кој што пати цела Македонија. Дури и развиените градови, како што е Битола, еден од поголемите градови, миграцијата се чувствува на секој чекор, во секој момент. Тоа е изразено во недостаток на квалитетна работна сила, тоа е изразено во вкупен промет на пари во општеството. Едниот дел е заради тоа што луѓето заминале, другиот дел е заради тоа што оние што останале се сиромашни граѓани. Некаде околу 75% од граѓаните спаѓаат под средна класа, се сиромашни граѓани. Односно не може да се дозволат 1/3 од она што го заработуват да биде за еден начин наречен дискрециони трошења. Значи покрај покривање на секојдневните трошоци, да имат и за нешто да заштитат на своите деца, да одат на годишен одмор, да купат автомобил после неколку години и слично. Тоа не им е овозможено на повеќе од 75% од граѓаните во нашата земја. Сите овие податоци кажуваат дека состојбата е алармантна. Бомбите, или така наречениот проект Вистината за Македонија, ги потврди фактите кои што нашите граѓани ги знаат. Прашањето е како понатаму. Затоа дебатираме, сме отворени, еве и на ваквите и пресконференции и за вас новинарите, за да навистина транспарентно разговараме за актуелните проблеми, соодветно, искрено да ги најдеме решенијата за подобра иднина на сите граѓани. Повелече. Дали изборниот модел е се уште на преговарачка маса, затоа што од одлуката на големите партии зависи како помалите ќе се класираат. Беше табу тема заради тоа што големите партии не го отвараа прашањето до сега, а тие се највлијателните во било какви политички преговори. Ние сме првата политичка партија која што спаѓа во корпусот на најголеми 4 партии. Ние сме според нас најголема политичка партија, која што го отвори ова прашање на најтранспарентен начин и се залагаме за една изборна единица. Тоа значи нашата себичност е тргаме на страна. Тоа значи големите партии губат 3, 4, 2 пратенички места при исти број на гласови кои што ги добиле, ако се промени моделот од 6 изборни единици на една изборна единица. Но тоа не е крај на светот. Ние очекуваме да бидеме прво рангирана политичка партија на наредните избори. Ќе изгубиме 3-4 пратенички места, но тоа не прави втори. Тоа ќе отвори можност да влезат помали политички партии во парламентот, кој што ќе влијае за демократизацијата во позитивен аспект на парламентот, од кој што зависи демократизацијата на извршната власт. Односно, со неколку збора кажем,
никогаш повеќе автократ да не се појави во Македонија. Ако Заев добија чест или било кој да состави влада, да зависи од лепеза на партија. Каде што ќе се мисли 100 пати како ќе ги постави основите, а пред се и реализацијата на програмите кои што допират кај граѓаните. Секој оној кој што со искрени и честни намери да се кандидира, номинира пред граѓаните, да добие подршка, нема што да се плаши од една изборна единица. Едната изборна единица е штетна за големите политички партии, но апсолутно е во полза на државата и граѓаните. Прашањето беше актуелно некако како да се... Ние го ставивме на маса и отворено и се надеваме дека и другите политички партии, и меѓународниот фактор, но и граѓанските организации ќе го држат во живот, за да може да се носат одлуки во тој дел. Знаете дека овие денови се денови на отварање на изборното законодавство. Тука му е местото на ова прашање. Роковите за дефинирање на изборното законодавство се крајат во овој месец, најдоцна до почетокот на идниот месец. Тоа поглавје мора да се затвори. Апелираме и јавно сите да ги кажат своите ставови на работни групи во функција на демократизација на нашето општество. Други прашања?